Здраво. Најчесто поставувано прашање во изминатиот период ми беше кои се работите кои што ги прават родителите погрешно во врска со нивните деца. Еве 3 најчести грешки кои што ги прават родителите. Првата е го ставаат детето во улога во која што не припаѓа. Кога детето станува советник или замена за партнер, односно превзема родителска улога, тоа се нездрави граници во семејниот систем и семејниот систем се нарушува. Детето не треба да носи одговорности кои што не му припаѓаат, односно тие одговорности припаѓаат на возрастните. Кога улогите се измешани, детето развива анксиозност, вина и прерана зрелост. Не е здрава за детето, туку е адаптивна. Втората грешка која што ја прават најчесто родителите е таа што го етикетираат своето дете наместо да го разберат што се случува со него. Тие му викаат ти си мрзелив, ти си проблематичен, ти ништо не слушаш. И овие пораки упатени кон детето не го менуваат детето, туку го зацврстуваат однесувањето на детето. Детето и понатаму продолжува да се однесува на истиот начин, дури и поупорно. Од овој аспект во семејна системска психотерапија, овдека детето не е проблемот, односно однесувањето на детето не е проблемот, туку тој симптом си има функција. И уште една многу важна работа која што треба да ја знаат родителите е тоа дека детето не е проблемот, туку детето е носител на симптомот или носител на порака која што укажува на тоа дека нешто не функционира. Кога ние го етикетираме детето, ние го фиксираме во улогата. Кога покажуваме разбирање, ние отвараме простор за разговор, ние отвараме простор за промена. Трета грешка и најважно според мене, најчесто родителите сакаат да го лоцираат проблемот врз детето, да избегнат сопствената одговорност за нештото што се случува во нивното семејство. Најчестата грешка во овој контекст е таа што кога ќе дојдат родители да се жалат дека со детето нешто не е во ред. Семејството е систем и секој член влијае врз другиот. Кога самиот родител како возрастен член не ја преиспитува својата улога, комуникација и емоционални реакции, промената станува невозможна. Промената започнува токму тогаш, во тој момент кога родителот ќе превземе одговорност за улогата и во делот во кој што тој функционира во системот. За крај, една порака до сите родители. Детето во вашето семејство не е тоа што треба да се поправа. Тука нема никаков дефект. Кај вас во системот треба да се разбере помеѓу себе, да се реорганизира и да се насочи. Доколку имате некаков проблем